Сега ќе отвориме во повторно битие, односно создавање, 32 глава. Да одговориме на прашањето од минатата сабота. Кога Јаков, патриархот Јаков, еден од тројцата, значи еврејски татковци, внукот во случајот на Аврам, кога го добил името Израел? И што значи тоа име? Значи, битие или создавање, 32 глава. Почнуваме да читаме од 23 стих, да. И ноќта стана, па откако ги зеде обете жени своји, од традиција станало ова, со 2 и повеќе жени, уште од времето на Авраам, и обете слугинки и 11 синови своји, многу голема фамилија, го премина потокот Јавок на едно плитко место. А откако нив ги зеде и ги преведе преку потокот, пренесе и се друго што имаше, значи стока, добиток, поточно, и многу други материјални поседи своји. 25 стих вели, а кога остана Јаков сам, да поставиме едно прашање, зошто сакал да остане сам како прво? Зошто сакал да биде сам? Кога сакате да бидете сами, зошто сакате да бидете сами? Има повеќе причини, така. Но ако ви се заканува опасност, и тоа смртна опасност, зошто сакал да остане сам? Да се моли. Да се моли, да бара, да се осеќал слаб, многу слаб, исплашен, вознемирен, многу загрижен, бидејќи не е само неговата кожа во прашање. Целата ова фамилија што ја прочитавме. Во такви моменти посакал, својствено на нашата човечка природа, посакал да побара силна заштита. Но тука многу концизно 25 стих вели, тогаш некој се бореше со него до зори. Цела ноќ. Што се случило? Јаков сака да остане сам, има потреба од молитва, и одеднаш му се појавува некој, тој све што можел да види, ако воопшто можел да се види нешто во тогашните ноќи, била некоја силуета, некоја темна фигура. Кога Јаков ја видел таа фигура или го почувствувал присуството на некој друг, што му помине низ главата? Прва мисла. Да. Или, ако не е тој лично, некој од војниците на брат му. На Исав или Едом, црвениот. Едом значи црвениот. Црвен. Едом значи црвен на еврејски. Таква кожа имал наводно Исав, црвеникава. И многу каква. И многу влакнеста. Обрасната со многу влакна. Јаков помислил дека непријателот веќе дошол по него и дека веќе нема време ниту за молитва,
Замислите каква ситуација. Сте били оваква ситуација? Пред некој многу тежок испит, но сте се надевали, барем на некои 5 минути, барем на некоја мала луфта, за да се приберете, да се подготвите. Ако било школски, факултетски испит, да допрочитате нешто, или нешто што се заборавили, или нешто што ви текнало у моментот, па не се сеќавате, да се подсетите. И одеднаш нема ни за тоа време, одеднаш се појавува, значи, искушението и нема време. Јас не гледам во текстот овој некој прв да го нападнал Јакова. Иако може би така звучи. Но, можно е и Јаков, штом помислил дека се работи за непријател, најверојатно, веднаш тој прв да пробал да го нападне него. Како било точно, не знаеме, но мене повеќе ми личи ова второто. Текстот само вели, тогаш некој се бореше со него до зори. Значи, Јаков се бори. Јаков се бори и цело време мисли дека има работа со кого? Со непријател. И се бори со непријателот до зори. Замислите. Цела ноќ борење во слободен стил. Цела ноќ. Сакате вакво нешто? Дали сте доживеале цела ноќ бдење? Се доживеале? Цела ноќ бдење. Значи да не заспиете ич во текот. А цела ноќ да се борите со некого? Па не знам колку рунди тоа би траело, ако треба да покрие цела ноќ. Дали можеме да замислиме, бидејќи Еремија зборува и Духот на Пророштво зборува дека последната генерација, остатокот Израелов, 144.000 ќе поминат низ нешто што е наречено Јаковови маки. Значи, ова искуство на Јаков, иако многу одамна, повеќе од 3.500 години, многу одамна, сепак е актуелно, бидејќи последната генерација, последниот остаток ќе го има ова искуство. И тоа нема да трае само една ноќ. Иако и само една ноќ изгледа многу од човечки аспект. Јаковови маки. Не било маката тоа што физички требал да се бори со некого цела ноќ. Туку и товарот на совеста, грижата заради гревот, неизвестноста, што ќе биде судбината, дали Господ ќе му прости, и така натаму, и така натаму. Последниот остаток ќе минува месеци, цели месеци, замислите, цели месеци без посредник запечатените, без посредник во небесното светилиште. Дали сме благодарни што имаме посредник во небесното светилиште? Дали може да се замислиме што значи еден ден да живееме без посредник? Еден ден. Што би значило да се замислиме еден ден да живееме без посредник? Кога ќе се разбудиме тоа утро, од тоа утро, па до крајот, додека си легнеме повторно на крајот од денот, да не се направи никаков грев. Ниту во мислите, ниту со зборови, дела и така натаму.
Запечатениот остаток ќе минува месеци без посредник. Месеци ќе живее додека Христос не се појави. До неговото второ доаѓање. Продолжуваме сега со Јаков 26 стих. И кога виде дека не може да го совлада, му го стегна зглобот на бедрото негово. Така што на Јаков му се измести колкот од зглобот, додека се бореше со него. Опасна работа. А пазите, тогаш нема хирургија, нема државна болница у близина и нешто такво. Па тогаш рече, пушти ме веќе, зора е. Но Јаков одговори, нема да те пуштам, додека не ме благословиш. Со кого се борел Јаков? Така според толкувањето на името, не, така пишува, да. И му рече, како се викаш? А тој одговори, Јаков. Тогаш му рече, од сега името нема да ти биде Јаков, туку Израел. Зашто се бореше со Бога и со луѓето и ги победи. Со кого се борел Јаков? Кога евреите го читаат овој текст, што сваќаат? Што сваќаат евреите кога го читаат овој текст? Јаков се бореше со Бога. Како тоа се бори со Бог? Па нели Бог е во светилиште, тогаш немало ни светилиште. Значи, Бог е на небото. Како тоа овој со кого Јаков се борел е Бог? 30 стих. А Јаков праша и рече, кажи ми го сега ти името твое, кој си ти? Дали Јаков во овој момент се уште не знаел кој е тој? Знаел. Зошто? Од каде го разбираме тоа? Предходно во 27 стих, нема да те пуштам додека не ме благословиш. И мене ми е многу интересно, кога Јаков разбрал во себе си со кого всушност се борел. Ме подсетува на Мојсей и грмушката, што гореше. Замислите, Мојсей си седи, најверојатно на некој камен, на Синајската гора, си размислува, промашен живот. Требаше да го ослободам Израел. Пробав, убив египјанец, ништо, морав да бегам, катастрофа. 40 години следни, овдека овчар, кај мадијанците, промашена работа. И во тоа време гори некоја грмушка во близина. И добро, гори грмушка. Говорят си, гори грмушка. Има и денес, особено вака сега на лето, почнуваат да горат разни шуми, планини и така натаму. Гори грмушка, тој си седи, си размислува, гори грмушка, и кога грмушката го привлекува Мојсеевото внимание, кога поминало доволно време, а ова понатаму си гори. И не согорува, си гори. Тогаш сватил Мојсей зашто се работи. Јаков се бори со некого, тој некој е посилен од него,
Меѓутоа, тој некој не покажува намера да го докрајчи Јакова. Туку цела ноќ се борат, ама овој нема намера да ме совлада. И тогаш нешто му текнало. Значи ова не е непријател. Кој може да биде овој? Сега не дека се му било јасно за тоа кој можел да биде овој, меѓутоа имал некое пречувство. Имал некоја радосна надеж. И побарал, нема да те пуштам додека не ме благословиш. Интуитивно Јаков сватил, а верата е тоа велат. Интуиција, една боговдахновена интуиција, нешто што е повисоко од разумот. Значи не можеш да бидеш сигурен со докази сега дали е стварно овој Господ, што колку можел самиот Јаков да свати, како може Господ да биде тука како човек и да се бори со мене. Но нешто сватил што му влеало голема надеж и што решил да ја искористи таа прилика. Синот Божји му вели, остави ме, пушти ме веќе, зора е. Значи, во ноќта Господ се крие. Но доаѓа зора, кога треба да замине, кога ниту Јаков не треба да види нешто повеќе, ниту од неговото лице или било што друго. Јаков го прашува како е сега твоето име, а тој како одговора. Како што му одговори на Гедеон, како што му одговори на родителите на Самсон. Во многу прилики Господ бил прашан за неговото име и овде веројатно прв пат вели како одговор зошто прашуваш за името мое. На други места моето име е чудесно. И така натаму. И од самиот овој одговор разбираме кој бил овој со кого Јаков се борел. Иако тој на некој начин веќе му одговори. Се бореше со Бога и со луѓето и ги победи. Кој луѓе победил Јаков? Нели се борел со еден? Со некој? Кој луѓе победил Јаков? Имало други луѓе? Од кого се плашал Јаков на почеток? Брат му и целата негова војска. Значи стотици души, стотици вооружени души, цела чета да речеме. Иако тие уште не се појавиле, Јаков веќе ги победил. Како старозаветниот Израел на времето во многу господови битки, тие доаѓаат на бојното поле, како во Втора дневникот 20 глава, доаѓаат на израелците на бојното поле, непријателот веќе испотепан. Така е кога војуваш со Божја сила, кога Господ е на твојата страна, затоа што ти си се предал, ти си се предала на Негова страна. Јаков се борел со Божиот син пред неговото отелотворување, пред неговата инкарнација. Јаков се борел со Христа. Тоа е тој Бог со кого се борел. И затоа името Израел, како што реков, во суштина, длабоко во суштина, е христијанско име. Не можеш да бидеш Израел ако не си во Христа. Можеш ли? Не можеш. Не можеш да бидеш Израел, Божиот Израел, за тоа станува збор. Не за овој Барабиниов. Или Нетањахо, во случајов Нетањахо е
до вчерашната Бараба, а сега некоја друга Бараба ќе го наследи. Но тоа е неверниот, слепиот. Израел, како го нарековме? Израел по тело, според апостол Павле. Од Коринтијаните 10:18. А кој беше Божиот Израел? Израел. Што значи тоа? Победи Бог. Бог може да значи Бог победи, а може да значи дека ти, во случајов Јаков, си го победил Бога. Само тоа значи. Победи Бог. Победи Бог. Бог победил, едното значење. Другото значење е си го победил Бога. Разбирате? Не разбирате? Например, Јаков победи Бог. Сега, ако додадеме само мало Л на победи, значи победи е минато несвршено, а победил е минато свршено. Значи, ако е минато, бидејќи Израел е минато несвршено време. Еврејскиот јазик има само две времења. Свршено и несвршено. Ако започнува глаголот со Ј, тогаш е несвршено време. Грубо речено. Може да има сега некои исклучеци. Не сум стручник за еврејски, но грубо речено. Победи Бог. Зошто е речено дека Јаков го победил Бога? Како е тоа можно? Што победил кога победил Бог? Го победил Бога како што? Во борење го победил? Не, тоа е глупост. Во шах го победил? Не. Во математика го победил? Не. Тоа се глупости. Што победил кога го победил Бога? Себе си. Точно. Како можеме и ние да го победиме Бога? Се сеќавате на оној стих што Исус го цитира од псалмите? Ако некој падне, тресне и се здроби врз оваа карпа, што е подобро, тоа? Или таа карпа, каменот, да падне и да те згмечи тебе при неговото второ доаѓање? Што е подобро? Подобро е првото. Ние да паднеме прво, да треснеме и да се здробиме врз Христа, врз таа карпа. Јаков го победил Бога затоа што му досаѓал на Христа цела ноќ, и кога Христос поборал да го пушти, Јаков се држал се уште цврсто за него. Замислите, значи, се борите со некого и сега не сакате да го пуштите. Сакате да се држите за него цело време. Значи, веќе не се плашите од него, туку кога сваќате за кого се работи, не сакате да заминете, ниту сакате да го испуштите, тој да замине и да исчезне. Сакате и понатаму да бидете со него. Сакате такво искуство? Како ќе се чувствуваме кога Христос ќе се појави? Дали ќе бидеме радосни заради неговата појава? Срекни што конечно го здогледавме? Или исплашени ќе сакаме да побегнеме од него, доживувајќи го како непријател? Од што зависи? Зависи од нас. Дали сме грешни, дали сме покајани, дали сме понизни, совеста, срцето, душата и така натаму. И таа агонија ќе биде маката на запечатените на последниот остаток. Тоа ќе им биде маката. Дали постои некој греф што не сме го исповедале, зашто не сме се покајале? Дали постои нешто, ќе чувствуваат длабока агонија само заради тоа прашање?
Нема да ги интересира што гинат илјадници и милиони околу нив од најголемите катастрофи што ќе ја погодат планетава Земја. Туку само тоа ќе ги тишти дали им е се простено, дали постои некој греф и не известува големата борба дека ќе се обидуваат да се сетат на некој греф и дали ќе успеат. Ќе се обидуваат да се сетат на некој греф, дали ќе успеат. Тогаш кога ќе нема посредник, тогаш кога ќе бидат запечатени, кога се единствената Божја црква, единствениот Израел во тоа време, тоа се тие. Запечатените. Сите други се или жигосени, или мртви. Други нема. Тоа е последниот остаток. И ни вели Духот на пророк што нема да може да се сетат на ниту еден греф, затоа што се било веќе избришано, све било покајано, опростено, во небесното светилиште поминало на суд и сега се е избришано и од нивната меморија е избришано. Не може да се сетат на ниту еден свој греф. Прекрасно искуство. Денес може да се сетиме на илјадници своји гревови. Се уште се запишани во меморија, но се уште живееме во времето на милоста и се уште нашето име не е искочено на Божиот суд и се уште не е донесена конечна одлука. Дали нашите гревови ќе бидат избришани, значи и од сечија меморија, или нашето име ќе биде избришано од книгата на животот. Да се вратиме на Галатјаните 6 глава. Каде што апостол Павле посака благослов и мир на новородените христијани, значи оние кои што постапуваат по правилото дека обрезанието е ништо и необрезанието е ништо, туку новото создание. 16 стих, на оние што постапуваат и по тоа правило, и од сега натаму нека биде мир и милост ним и на Израел Божии. Кој е овој Божи Израел? Не одговоривме на тоа прашање. Кој е Божиот Израел? Божиот Израел е оној остатокот од Римјаните 11 глава. Се сеќавате? Зошто Господ не го отфрлил својот народ? Првата сабота, пред 2 саботи, кога проучувавме за Римјаните 11 глава, да отвориме пак таму. 11 глава, првиот стих, и така ви велам, зар Бог го отфрли својот народ? И самиот Павле одговара, вели, никако, зашто и јас сум израелец од семето Авраамово и од коленото Венијанимово. Бог не го отфрли својот народ кој однапред го одбра. Или пак не знаете што кажува писмото за Илија, како тој му се пожали на Бог Израелов, велејки, Господи, ги убија пророците Твои и ги раскопаа жртвениците Твои, јас останав сам и сака да ми ја земат душата. Така помислил Илија во една прилика дека тој останал сам, дека немало никој друг на Божја страна, меѓутоа тоа не било точно, бидејќи самиот Господ што му рекол. А како му вели Божиот одговор, 4 стих, си оставив 7,000 мажи, значи со се жени и деца многу повеќе. 7,000 мажи кои не ги свиткаа колената пред Ваал. Тоа е Божиот Израел. Има такви луѓе во денешен Израел? Во атеистичкиот, педерскиот и отпаднат безбожен Израел има такви луѓе во денешен Израел? Се разбира дека има.
Во Израел има, фала на Бога, и ден денес, така наречени месијански евреи, илјадници израелци, илјадници евреи, кои што го признаваат Христа за свој Бог, за вистинскиот Месија. Патем речено Иешуа Хамашијах, а Мешиха е на арапски. Мешиха е на арапски. Иешуа Хамашијах. Го признаваат Христа за свој цар. Кој е единственото решение на арапско-израелскиот конфликт? Кој е единственото решение на арапско-израелскиот конфликт? Што беше проблемот на Израел? Каде сгреши Израел пред 2000 години? Немаме друг цар, освен Цезарот. Денешниот Цезар е црниот папа, рековме. Наследникот на белите папи, а тие наследници на римските цареви некогаш. Врховниот генерал на црната мафија, језуитскиот ред, и под него се сите овие, и еврејските банкари, и сите овие познати фамилии, нерани мајковци, и сите нивни портпароли, и сите нивни уште подолу сите овие политикански министри во разни земји во светот. Тогаш кога Израел ќе го прифати и ќе го признае Христа за свој цар, тогаш ќе има право да биде Израел, затоа што Израел е христијанско име. Израел, победи Бог, е име кое што му беше дадено на Јакова, откако тој цела ноќ се борел со никој друг, туку со Синот Божи, значи со Христа. Израел е име што на Јакова му го дал самиот Христос, Божиот единороден син. Значи не можеш да бидеш Израел ако не си Христов. Бидејќи тоа име од Христа потекнува. Не можеш да бидеш Израел Божји, значи теократска нација, Божја држава и Божја нација, ако не е Христос, синот Давидов, вистинскиот Месија, твој цар. Не можеш да бидеш Израел, а да бидеш педерска секуларна република. Со 65% атеисти. Тоа ли е Израел? Што ќе се случи кога Израел ќе прогледа, како што вели апостол Павле во Римјаните 11 глава? Да се подсетиме на тој стих уште еднаш. 25-тиот. Сакам, браќа, да не си помислите во себе дека сте мудри, да ја знаете оваа тајна, дека закоравувањето само со еден дел или само делумно падна врз Израел или слепотијата во други преводи. Значи, Израел, врз еден дел од Израел падна слепотијата, закоравеноста, неверството, безбожништвото. За жал поголемиот дел. И тој дел е Израел по тело. А другиот дел е остатокот. Така и во денешно време, 5 стих, има еден остаток избран по благодат. Тоа е Израел Божи, остатокот. Значи имаме Израел поделен на два дела. Еден безбожен дел, Израел по тело, и еден помал дел, остатокот. Месијанските евреи. Они што го признаваат Христа за свој цар. Продолжам во 25 стих. Дека ослепувањето или закоравувањето во овој превод само со еден дел падна врз Израел, додека што? Додека не влезе полнината на незнабожците, и тогаш кога ќе влезе полнината на незнабожците. 26 стих вели: и така целиот Израел ќе биде спасен, како што е напишано, цитат од Исаија, ќе дојде од Сион ослободителот и ќе ја одврати безбожноста од Јаков. Многу интересно.
Што сака да каже тука апостол Павле? Што ќе се случи со Израел во последното време? Целиот Израел ќе се спаси. Това е 6 стих. Затоа што овие закоравените, ослепените, обезбожените, ќе прогледаат, ќе се разбудат, ќе поверуваат. Како тоа? Многу интересно. Кога ќе биде тоа? Кога ќе влезе полнината на незнабожците? Каде ќе влезе? И овој безбожниот дел на Израел, сега се уште е поделен на тие два дела. А ќе дојде време кога целиот ќе биде пак цел. Но, што значи ова додека не влезе полнината на незнабожците? Каде треба да влезе таа полнина? Како? Во Божиот Израел, точно. Бидејќи истата оваа глава, Павле зборува за питомата маслина и за дивите маслини, за тоа како од питомата маслина многу гранки, неизини природни гранки, се отсекоа, отпадна, а многу гранки од дива маслина се накаленија на неа. За жал, нашето време измина. Продолжуваме следната сабота. Професоре, следната сабота продолжуваме. Кога Борчек има поука, јас ке имам исто така предплатна проповед, а вечер ќе го слушнеме професорот со почеток во 19 часот. Нека Господ не благослови. И денес сакав да кажам многу повеќе, но времето многу бргу и безмилосно минува, особено кога се наоѓате на ова место. Нека Господ ве благослови оваа сабота и целата наредна седмица. Амин. Ти благодариме, Господи, за Твојата голема милост и добрина со нас грешните и недостојни слуги Твои. Како што пеевме и во оваа химна, те молиме, Боже, прости ги нашите гревови. Веруваме дека Ти не повикуваш, дека Ти сакаш и копнеш да не очистиш, да не избавиш, да не охрабриш, утешиш, да не ојачаш во сите наши борби и сите наши искушенија. Те молиме за тоа, Господи, да го земеш и Ти нашиот живот, како што така ненадено интервенираше во животот на Јаков онаа ноќ и да не преобразиш со Твојата благодат. Те молиме и за нашите браќи и сестри кои што не се со нас, мнозина кои што се болни, настинати, мнозина кои што имаат и потешки болести. Те молиме за од сите нив, најмногу за сестра Мимица. Нека Твојата благодат посебно навлезе во незиниот живот, во незиното тело. Те молиме и за постарите наши сестри, кои што се понемокни. Те молиме за мнозина браќа и сестри кои што се разочарани, обезверени, мнозина отпаднати. Те молиме за нашите деца, сите оние кои што се уште не се крстени. Господи, Ти да ги чуваш со Твојата моќна заштита, да ги водиш и до крштевање, и до спасение и живот вечен во Твоето царство. За сето ова Те молиме и Ти благодариме во Христово име. Амин.